Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, гледачи и слушатели, ја започнуваме нашата денешна емисија Извор на надеж. Емисија која се емитува на нашиот YouTube канал и на Facebook страната Адвентистичко радио Глас на надежта. Пред да поминеме на нашите содржини кои ги приготвиме денеска за вас, неколку мисли на почетокот за надежта. Животот се манифестира со мисли. Какви ни се мислите, таков ни е животот. Тоа го запишал отец Тадеј. Ова мисла ја најавува моќта на позитивното размислување, каде што надежта е клучна мисла. Мартин Лутер ги запишал следниве зборови: се што е направено во светот е направено со надеж. Да се биде без надеж е исто како да се престане да се живее. Фјорд Достоевски. Надежта е добра за појадок, но лоша за вечера, запишал Франсис Бејкон. Најголемото чудо е што не се откажав од сите мои идеали, бидејќи тие изгледаат толку абсурдни и невозможни за извршување. Сепак ги чувам, затоа што и покрај се уште верувам дека луѓето се навистина добри во срцето. Ана Франка. Надежта во човечката добрина и покрај неголемите страдања представува извор и потик, почитувани гледачи, да издржиме, да не клониме, да не папсаме целосно, да не се повлечеме. Знаете, има луѓе кои ќе најдат на проблеми, се повлекуваат. Наместо да се борат, да влезат во костец и така да извојуват победа. Замислете, еден атлетичар, маратонска трка. Многумина се откажуваат, но најупорните стасуваат до крај. Без разлика дали освоиле прва, втора или трета награда. Сепак тие ја претрчале таа патека и стасале до крај. Надежта е таа која треба да не мотивира, да не бодри на тој наш животен пат. А на тој пат има пречки, има секакви дупки, има секакви трња, меѓутоа Бог, нашиот небесен Исус Христос, кој бил на оваа земја и кој го поминал тој пат, ги знае сите проблеми и тој е подготвен да ни помогне. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Пастир си мој, ти знаш када губим пут. Пастир си мој, ти со мном ти идеш свуд. Ти храбриш ме, ти носиш ме у топломе наручју свом. Од неволја си чуваш ме и даеш ми сигуран дом.
našli siguran dom. Pastir si moj, ti znaš kada gubim put. Pastir si moj i sa mnom ti ideš svud. После песната што имавме прилика и можно да ја слушнеме, почитови гледачи, би сакал да ви најавам текстови од Библијата. Денеска ќе слушнеме зборови од третото послание на апостол Јован, прва глава. Значи трета Јованова, прва глава. А потоа ќе следува уште една духовна христијанска песна. Трето соборно послание на светиот апостол Јован Богослов. Догај, благодарност за гостопримството спрема браќата. Треба да се пазиме од лоши примери. Глава 1. Од старешината до возлюбениот Гај, кого вистински го сакам. Возлюбени, се молам да бидеш здрав и во се да ти биде добро, како што и е добро на душата твоја. Многу се зарадував кога дојдоа браќата и посведочија за твојата верност, оти ти живееш во вистина. За мене нема поголема радост од тоа да чујам дека моите чеда живеат во вистина. Возлюбени, ти постапуваш верно во се што го правиш за браќата и гостите кои ја посведочија твојата љубов пред црквата. Добро ќе направиш ако ги приготвиш пред Бога како што треба, бидејќи поради неговото име тргна не земајќи ништо од незнабожците. Ние сме пак должни да примаме такви за да станеме помошници на вистината. Јас напишав до црквата, но Диотреф, кој сака да биде најстар меѓу нив, не прими нас. Затоа ако дојдам, ќе му спомнам за делата негови што ги прави, напаѓајќи не со лоши зборови, и тоа не му е доволно, току браќата сам не ги прима, а им забранува да ги примат и оние кои сакаат да ги примат и ги гони од црквата. Возлюбени, не угледувајте се на злото, туку на доброто. Кој добро чини од Бога е, а кој прави зло, не го видел Бога. За Димитрија посведочија сите, па и самата вистина, а сведочим исто така и ние, а вие знаете дека сведоштвото наше е вистинско. Многу имав да ти пишувам, но не сакав да ти напишам со мастило и перо, туку се надевам наскоро да те видам и да позборуваме уста со уста. Тебе мир. Те поздравуваат пријателите. Поздрави ги пријателите по име. Амин. Pojde sa satane na smet.
После ова песна ја најавувам денешната тема, ќе имаме интересен наслов, односно интересно проучување, кратка тема и ве повикувам да бидеме внимателни, почитувани гледачи. Звездите за својот творец. Вестминстерската катедрала во Лондон е една од најинтересните градби на светот. Та не е само црква, туку и монументално здание на историјата. Низиниот западен портал води во галеријата на великането од блиското и далечно минато. Тука под мермените спомен плочи почиваат еден крај друг двајца славни луѓе кои имале големо влијание врз научната мисла на светот. Тоа е Вилијам Хершел, астроном, и Чарлс Дарвин, природнонаучник. Хершел умре 1822, а Дарвин 60 години подосна во 1882 година. Нивните надгробни плочи се наоѓаат една до друга. На Дарвиновата плоча можеме да го прочитаме неговото име и презиме, датумот на раѓањето и денот на смртта, а на Хершпеловата нешто повеќе. Под неговото име ги читаме овие незаборавни зборови од Библијата. Подигнite ги очите горе и гледајте кој го создаде тоа, оној кој по број ја изведува нивната војска и кој ги вика сите по име. Исаја 40:26. За миг да го пренесеме погледот од оваа голема катедрала на ноќното звездано небо во правец на звездата Северница. Таа секогаш е на своето место, стражарско место. Ќе ги забележиме прејадите на мречниот пат, а таму е и Орион со својот меч. Со зборовите подигнite ги очите гори, гледајте кој го создаде тоа. Бог всушност не повикува да ги истражуваме звездите над нас. Кога би поминале барем една ноќ на некоја планинска чистинка или во некоја обсерваторија, посматрајќи го движењето на звездите, неминовно би стекнале подобро сваќање за нивниот творец. Нашето разбирање за Бога би станало подлабоко и пошироко. Почитувани, кога би дознале уште нешто за немерливите оддалечности над звездите, за нивниот бесконечен број и за вечната непроменливост на нивните патики, би можеле скоро физички да ја забележиме Божјата рака што ги води. Иако денеска не се слуша многу дека астрономијата сведочи за Бога, сепак небото, како и Библијата, е голема Божја книга. Едната ја потврдува другата секако. Човекот нема оправдание за своето незнаење за Бога, зашто иако Бог е невидлив и недоловлив, сепак ним им е позната она што може да го дознае за Бога. Бог им го јави тоа, дури неговите невидливи својства, неговата вечна сила и божество може да се согледат од создавањето на светот ако се посматраат неговите дела, па така немат изгор, вели апостол Павле во Римјаните 1:19 и 20. Еден од најголемите астрономи на сите времења, Вилијам Хершел, рекол: сите човечки откритија, како да се правени само за тоа, за уште посилно да ја потврдат вистината што ни доаѓа од небото и од Библијата. Зборовите што се гравирани во неговата надгробна плоча се божествен повик и за оние што веруваат и за оние што не веруваат. Во сјајот над звездите ние гледаме доказ за моќта и силата на нашиот Творец. Кога сите други докази за Бога би исчезнале, сепак звездите би останале и тоа би било доволно за Бог да не се заборави. Величественото устројство на Вселената зборува за интелектот кој е безгранично повисок од нашиот. Природно е да заклучиме дека оваа Вселена, што се простира од безпочеток до бескрај, мора да има своја причина. Се има своја причина и ништо не може да даде нешто. Причина за се е Бог, Творецот на небото и земјата, онака како што го објавува и Библијата. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата, вели Моисеј во прва Моисеева 1:1. За човечките очи звездите се безбројни. Тоа значи дека човекот никогаш не ќе може да ги изброи. Уште старите вавилонци во ведра ноќ можеле да избројат околу 3000 звезди на небесниот свод. Па сепак и во нивно време Бог во Библијата зборувал дека звездите не е можно да се избројат. Уште околу 2000 години пред нашата ера, пред пронаѓањето на телескопот, Бог му рекол на својот слуга Аврам. Еве што му кажал:
Погледни на небото и изброј ги звездите, ако можеш да ги изброиш. 1 Мојсеева 15:5. Современата астрономија што току почнува да ја сваќа библиската вистина за тоа дека звездите се безбројни. Само Бог го определува бројот на звездите и сите ги вика по име. Псалом 147:4. Кога астрономот Хершел го направил свој телескоп, тогаш во една точка на небото можел да изброи 588 звезди, не поместувајќи го телескопот. Со постепено вртење на земјата во текот на 45 минути, пред леќата на телескопот продефилирале не помалку 258.000 звезди. Денеска со еден усовршен телескоп, овие илјади се изменети во милиони. Само во нашиот звезден остров, што го викаме Млечен пат, има стотици милиони звезди. Слични звездени острови, според мислењето на научниците, има милиони и стотици милиони. Дури и најсилниот современ телескоп денеска не може да ги фотографира сите светлички патеки над звездите во длабината на Вселената. Звезди има безброј, па сепак Бог, кој ги создал небесата и ги расјал звездите по нив, направил место за сите нив. Во деновите кога пророкот пишувал за безбројноста на звездите, небото можело да се посматра само со голо око. Астрономите денеска го снимаат небото од ног на ног, од седмица во седмица, од година во година, а на нивните фотографии има се повеќе и повеќе звезди. Библиската вистина за неброеноста на звездите повторно возникнува пред восхитениот човечки ум. Така звездите зборуваат за својот Творец. Астрономијата кажува дека најблиската звезда од нас е оддалечена околу 40 трилиони километри. Некои сметаат дека тоа е просечната оддалеченост што ги дели звездите од Вселената. Човекот не може да ја свати големината на тоа пространство. Зборувајќи за тие безкрајности, Библијата го изразува своето восхитување со следниве зборови. Се тоа е само творче од неговите дела или делче од неговите дела, од кој ние слушаме само слаб одглас за него, но кој може да го свати громот на неговата сила. Драги пријатели, иако нашиот Бог е толку несватливо голем, тој сепак може да живе во срцата на сите оние што го бараат. Небесата зборуваат не само за неговата сила и слава, туку и за неговата мудрост и грижа. Но Библијата ја открива неговата милост и љубов што никогаш нема да ги разбереме, се додека не ги посматраме во лицето на Исуса Христа, распнат на крстот на Голгота. Кога ќе го побараме, Бог ја засилува нашата вера, не осведочува во нашата грешност, ни ги проштава гревовете и не откупува со жртвата на својот Син Исус Христос, затоа да дојдеме кај Него со сите наши проблеми и обесхрабрувања. Зар Исус не ни рекол: дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ви дадам спокој. Матеј 11:28. Зошто не му даваш место, да во тебе најде дом? Чуј на твое срце чука, отвори на спасот свой. Кој ќе му се предај сега, да во него најде дом. Живот вечен тој ќе има, кој ќе прими Христа дом. Имаш место за се друго, а зар не за својот спас? Вечно ти ќе биде среќен, што во тебе живеј Бог. Кој ќе му се предај сега,
да во него најде дом. Живот вечен тој ќе има, кој ќе прими Христово. Се што имаш ти му предај, тој те вечно сака знае. Бргу милоста ќе мине и ќе биде доцна се, кој ќе му се предај сега, да во него најде дом. Живот вечен тој ќе има, кој ќе прими Христа во. После темава што имавме можност да ја слушнеме, би сакал, почитувани гледачи, да ви ја најавам дописната библиска школа, која е онлайн, тоа се повеќе курсеви, значи, ако отидете на интернет и го запишете овој наслов, библијатазборува.мк, ќе ви се отворат повеќе курсеви, повеќе насоки, кои што може да одаберете кој сакате курс да го проучувате. Да ја видиме сега и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. После ова најава за дописната библиска школа, почитувани гледач, би сакал да ви ја понудам и бесплатно Библијата или Светото писмо, книга над книгите. Најпечатена книга би се рекол во светот, затоа имате прилика да имате и вие во вашиот дом, ако ни пишете и секако побарате, а ние ќе ви испратиме по пошта или нашите соработници ќе ја донесат на вашата домашна адреса. Еве, полека дојдовме до крајот и на ова наша денешна емисија, Извор на надеж, емисија која се емитува секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Би сакал да ви посакам убав ден, Господ да биде извор на нашата надеж и ви закажувам нова средба во наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.